Непосредно пред почетокот на првиот ново формиран поетски фестивал во Скопје, се сретнавме со Ана Голешка-Џикова за да поразговараме за идејата, за концептот што стои зад овој прв фестивал во Скопје, поетски фестивал. Што ве натера, Што мака не натера? па може Баш и така да мака. се каже, бидејќи решавате овој фестивал да го започнете во една пандемиска криза. Да. Морам да кажам пред се дека овој фестивал не е нова идеја. Значи оваа идеја е подолго време мислена, тлеена, горена, размислувана, креирана. Зошто во пандемија? Затоа што тоа е времето. Не можеме да чекаме, нити времето ќе не чека нас. Првенствено, тргнувајќи од себе и тоа што го правевме со Ѓоко Здравески во Менада, астални проекции, кога заврши сето тоа, чувствувавме дека во етер ни стои идејата дека треба да направиме еден поетски фестивал, меѓутоа не се случи никогаш да се реализира комплетно. Односно се беше тоа на некоја мисла. Се погодија ситуации во кои што се најдовме со луѓе кои што ја имаат истата идеја и еден ден заедно со Јулијана Величковска од ПНВ публикации бевме као правиме фестивал, ајде дечки да пробаме. Значи буквално со најава, со креирање еден проект, со аплицирање во Министерство за култура, меѓутоа не одбија. Идејата беше уште за лани да се случи, меѓутоа лани ептен не пресече пандемијата, оваа година ние ќе ја сечеме пандемијата со една духовна инекција за нашиот град, затоа што мислам дека во ова време не време потребно е да имаме ваков настан кој што со сите протоколи и сите можности кои што ни се нели на дофат ќе го оствариме за да направиме нешто што е почеток и што се надевам ќе биде во иднина традиција и ќе пренесува вредност. Вие сте, како што рековте, вашите пријатели, колеги, другари, сте поети од некоја, да речеме, млада, но и средна генерација, кои што всушност на некој начин се наметнавте на македонската книжевна сцена со својата оптимистичност, да речам, со својата љубов за музика, со своите музички настапи. И некако како да имате и свој некој, се разбира секој посебно свој авторски ракопис, но еден специфичен стил. Тоа е веројатно новото време, слобода на изразување, хибридни комбинации, луѓе кои што говорат и зборуваат и други јазици, пишуваат на различни јазици. И според мене мислам дека најголемата сила во целава наша работа и ентузијазмот што го поседуваме е тоа што секој од нас навистина сака да направи нешто за овој град и за нашава земја, за нашиот јазик, за нашата култура, бидејќи град како Скопје навистина би било многу убаво да биде на една светска мапа со други книжевни фестивали, да може да се поврзуваме со Берлин, Сараево, Белград, затоа што јазикот е едновремено и мост, меѓутоа и во голема мера и комуникација со самите луѓе кои што би дошле или ние би отишле кај нив. Автентичноста, специфичноста, радоста, музиката, се што е во еден поширок, да го наречам, свет кој што ние го правиме и се обидуваме тоа да го пренесеме еве денес, утре и во петок. Мислам дека ќе биде една оддишка и она што ни се собирало и не притискало и не стискало и сега ќе оставиме да си го кажеме како што доликува. Вие планирате всушност на програмата може да се види и гости од странство. Планирате различни содржини во тие 3 дена од 1 до 3 септември, па еве нешто за програмата. Да. Значи денес почнува фестивалот во 19 часот, ќе биде на платото на МКЦ, 1 септември. Планираната програма беше на почетокот многу пообемна, меѓутоа поради настанатите ковид околности, за жал некои од најавените гости нема физички да присуствуваат, меѓутоа направивме видео снимки од нивните песни и тоа ќе оди во позадина. Денес главната дешавка ќе биде стихофренија, односно ќе читаме наша поезија во комбинација со музичка позадина и песни од народното творештво, да направиме еден мал омаж на тоа кој сме, од кај сме, кој е нашиот јазик и основа и одиме кон светот, тоа е идејата. Потоа ќе имаме вториот ден ќе имаме кратки филмчиња од неколку наши соработници, другари кои што ни се буквално во моментов поддршка, тоа се луѓе од Белград. Ќе имаме кратки видевца што ги сними Валентина Бактијаровиќ, исто така инспирирани од песните на поетите и денес ќе се отвори изложба со 16 дела на наши македонски илустратори, сликари, дизајнери кои што им дадовме наши песни и тие само направија свое видување, свој артворк што би се рекло и тие ќе бидат поставени во лобито на МКЦ, ќе биде отворено, може да се гледа. Ќе правиме се. Јас во моментов мислам дека ќе се случат многу работи и ќе има баш она 1 септемвриска радост дека и ние сме првачиња.
Да, тоа е некако традиционално, нели 1 септември, како почеток за нешто ново. Дали мислите дека на овој начин повеќе и подобро можете да ја приближите поезијата отколку некои покласични, да речеме, начини, да се промовира некоја поетска збирка и така натаму? Па во случајов ние правиме фестивал кој што е пред се за поезијата, за луѓето кои што пишуваат, за нивната креативна работа, она што тие може да го презентираат, да го доближат до пошироката публика, истовремено затоа што е интернационален и самата тенденција на нашиот фестивал е да спојува култури, луѓе, јазици, е да ја приближиме и светската поезија, меѓутоа и трендовите што неминовно се навистина и апсолутно се поинакви во светот. Значи имаме слем, има хибридна поезија, има виджеј поезија, има поезија со рапување, значи буквално една широка тема која што поезијата може да ја зграпчи и да направи од неа супер перформанс, супер дело. Значи нема да се задржиме само на салонско читање и нели досадување, што би рекла јас. Јас бегам од тој тертип и она што на крајот всушност го опишува овој фестивал, тоа е една сериозност во смисла на тоа дека сакаме да траеме и сакаме да бидеме видени, истовремено сакаме и да направиме нешто што ќе ги забавува луѓето, меѓутоа ќе им донесе вредност. Значи да не бидеме несериозни, туку да пренесеме нешто што некој ќе рече и ова беше супер, нека го има и наредна година, би сакал баш да дојдам и да слушам. Значи некако тие две работи да ги скомбинираме. Благодарам многу, успех за ова ново издание на фестивал. Фала, Сашка.